Ние произведуваме спанач. Ова е најубавиот спанач на Да, пазар. моментално спанач произведуваме, брокола, Колку пари би е спаначот? 60 дена. Што друго планирате оваа година да произведувате? Као обично. Што е тоа обично? Стандар, од компир млад, па бавчанджийски работи, бостан, динј. Се исплати ли зелка. земјоделието да се работи? Сега да си земјоделец е голема гордост. Да бидеш земјоделец. Во која смисла? В смисла, како да ти кажам, тоа смисла. Па се исплатливо е, сега Исплатливо, цените се малце повисоки. Добро? И души не е лесно земјоделието, али да си земјоделец е гордост. Вие работите Сите сакаме на по-лесно. да дојдеме до пари. Да, на по-лесен начин. Ама тоа веќе Каде е вашиот посет имот за обработка на културите? пепелиште. Пепелиште. Пепелиште, да. Тоа е релативно чисто подрачје. Па чисто, да, чисто. Со кого работите земјоделие? Со сопруг. И цасувате? Да. Колку хектари имате површина? Бавчанджийска работа 2 хектара. Значи со подразбирање че бавчанджийска работа. Ама цела година сте во нивите. Да, цела година, од 12 месеци. И на Фактички пазар, од спаначот, еве, гравот, брокола, меѓутоа и вие и зелка произведувате. зелка, да, зелка. Што да го произведувате? Колку? Што произведувате? Зелка, значи имаш булјуш, значи ваки, имаш компир Пола млад. кило спанач, ако може Сега да измерите. имаш млад компир, Така? после млад компир оде дињи и бостан. Ај Босна се роди. Да, дињи и бостан, па после оде бавчанджийската работа, да речеме, пипер, луд, блак, за... Ево, ти има малци повеќе, не е страшно. 30. Не треба. Многу ви убаво спаначот. Како успевате, користите ли Поздрав, Слободен. користите ли препарати за обработка? Не, стриктно спаначот што е, значи не прскан, значи уопште. Значи на природна база, значи едно спаначот што не е со отрови и со било што. Другото се спрска. Кој е вашето предвидување за едината на земјоделието? За македонското земјоделие? Тешко е кај нас земјоделието е као прво, знаеш како, под небо си. Добро? Еднаш да ударе облак и прости си. Значи, инаку годината земјоделието кај нас моментално, како да кажеш, Зубенци користите? субвенција да користим. Помагаат или одмагаат? Кога помагат, кога одмагат, знаеш како, некои работи. Меѓутоа, добро е да ги имате да купите џубриво или било кој Се други. базираме многу на субвенции, ние повеќе гледаме да обработиме и да се продаде. Битна е продажбата е битна. Вие сте релативно млад човек. Има ли кој ќе ве наследи во Да ти кажам право, за земјоделие не му би порачал. Кај не сте. Ништо нема стабилност, не е рентабилност, ништо нема. Дали би менувале нешто во земјоделието според вас? Што ќе минуваш? Кај нас нема ништо за гарантирано. Нема ништо за гарантирано. Сакате гаранција да има Нема да ништо. Не знаеш колку да посадиш компир, не знаеш колку да посадиш бостан. Не знаеш колку да поставиш чушки или ќе биде патиџани било што. Значи од таква култура си садиме, произведуваме, кога ќе заглавиме со тоа производство. Еве лани компир заглавиме, уте за туте. Компир беше 20-25 дена. Значи многу е битно да државата или оние што откупуваат да ви гарантираат Нема цена. баланс, они увезуваат фактички. Значи нема кој да контролира пазарот. Значи тука повеќе, ја мислам, има заработка, како да ја кажам, трговците, дилерите што увезуваат. Дали е тоа од Албанија, дали од Турција, не е битно како. Ако е тоа така, Нема значи ли тоа што има најголем број на препродавачи на пазарот, луѓето се откажуваат од земјоделие? Па да, по-му е Една од лесно. причините. Да, по-му лесно трговец да биде. Ќе го земе спанач од приме 3, ќе го продава 5, 6. Ау. Ни копал, ни орал, ни ништо. Чисто за Тоа работа. е со раците, со џеповите раци тоа е тука. И така. Благодарам ви, многу успех ова година. Фала. Се ли ова годинашно производство? Се ова е од ова година? Од есента? Од 10. И ги чувате сите? Да, А се спремате за пролет. да. Што се произведува сега? Што планирате да произведувате на пролет?
Сега се спремаме за садење на пролетна марула. Добро? Имам. Младиот кромит е саден, младиот лук е саден. Значи, тие не се почнати още да се корнат сега. Крставицата се спрема расадот, дињата се спрема расадот. Браво. Мислам, се спремаме на илони, што ни треба капка, што ни треба сега да спремаме се. Колку луѓе работите на нова работа? Ние тројци. Само ти, сестра ти и кој? брат ми. И брат. Часувате? Не. И треба ли работа сила? Како не треба. Ви сте од село Дреново. Да. Колку години сте на пазар за кладаци? На пазарот 40. 40 години. Да. Ви имате сега 5-60 години, значи од младоста Од татко. до староста сте Од овде. татко со земјоделие. Од татко не сме со земјоделие. Чисти земјоделци. Он ни ја остави земјата, ни продолжиме да ја работиме. Колку земја е тоа, ако не е тајна? Имаме, например, со 30, сега намалуиме на 20, имаме лозарство доста, кардинал, мишели работиме. Тоа. Овоштарник имаме, цреши. Сакам да прашам за цените, дали се задоволни со цените? Ние, Да, вие. да. Бидејќи ова е тешка работа. Цените се, значи ако можеш да го произведеш не е лошо, ама тешко се произведува. Значи цените се сега скапи поради сушата што беше летото. Затоа е сето. Од Ивоа сето е садено летто. Ако ga беше да се саде во летто, температурата беше 6 степени. Тешко да произведеш расад. Значи на 6 не да го степени, да. а не ти да го произведеш, например, кога ти ваа зелка треба да ја садиш во август месец на 60 степени, треба прво да се западне. Штети имате ли, сестрата ви, каде сте имали штети минатата година? Имаше од жешкото, како не. Тешко беше да се произведе. Голема е жештинта, ти вадиш, оно се суше. Како може да не биде тешко? Баш сте површени во аторото село Дреново, така нели? Каде е ваше површение? Земјата е во Дреново, да. Од Дреново. Во Дреново. Имаше ли вода ова година? Многу тешко се снаоѓаме, реката ни пресуши долу во лаките, кој што требаш да вадиме, реката ни пресуши, можеме со пумпи, нафта трошиш, бензин трошиш. Значи, ти на таа жештина треба и два пати денеска да И одиш. на крајот на краишто треба да го продадеш овде на пазар. Не, тешко е производството, а за продавањето, кога ќе го произведеш, ќе се снајдеш, ама производството е многу тешко и затоа и младите не сакат. Но овој пазар порано имаше повеќе производители, помалку прекупци. Баш од коментар. Нема да има и како и да е, се повеќе помалку ќе бидат производители. Затоа што кога беше мојот татко, не стоеме зад него, беме грб. Така? Сега вие немате. Нема. Те разбирам. И нема не само тоа, тешко ќе нема производство, значи нема кој да го произведе. Ќе плакаме или поголеми цени на производителите заради тоа? Ќе плаќаме како не, нема производство. Ќе бараш, не можеш да го купиш, значи ќе ни увезат. Зошто? Затоа е скапо, ти ни увезуваат, нема кај нас производство. Каде е нашата крставица што се произведуваше, например, во оранжериите? Сега, кои оранжерии? Прошетете, Нема, видите, да. нема оранжериите. Нема. Сега. Нас ни носат од извоз. Како ќе ни за команда, така ќе го правиме. Што да ви посакам? Мирно лето, без елементарни непогоди, да имате се... Фала му на Бога до сега, а ни колку што можеме ќе работиме. Фала многу. Убав кафе за само 50 дена. Зошто? Сето зависи како набавката. Сето набавката, како ќе го земеш, така ќе го дадеш. Вие сте прекупец колку години? Од 90. Значи 35 години. Вие сте на градскиот пазар постојано и како вие ја оценувате состојбата во земјоделието? Земеделието сега тешка е сега ми момент. Во кој смисло? Тоа смисло ти мајте бега никој не да работи. Оти тешко не се исплати. Не исплатливо. Мами се исплатили за колку пари давате за да го продадете 50 денари кафеолот? 80 го земаме, 40 го даме 50 динари кило. А ако не се продаде, Не се прода, ќе го фрли. вие се чиста загуба во таков момент. Да. На пазарот сте познат по морковите, по трупките, Да. по дајконот и другите И други пример. култури што многу ретко ги има. Од каде ги купувате? Од Струмица, Добро? Гелија, од Прилеп. Дека има таму. Му се исплачени на земјоделците таму што ги купувате и да ги носите овде? Му се стои, не мора да го даде. Не е за чување. Не е за чување. Земена роба не се чува. Сега постоje, а летно време не треба. Пазар слаб. Петок.
Кога е појак? Недела. Недела. По-јако, недела не. Што диктира да биде пазарот слаб или Се нема пари. Под прво. Под второ и ладно. тоа влијае? Тоа најпрво. Колку време сте на градска зелен пазар во Кладец? Јас сум тука од 95 година. Цели 30 години. И пој, така. Ајде коментирајте ваша оценка долниот пазар, овој пазар, времињата и така натаму. Што е променето? Се е до времето. Значи времето имаш пари, повеќе трчиш. Сега е малку стегнато. И покрај високите цени не би ставано, не оставено. Нема високи цени, да не е баш висока, Аха. кажем. Зашто не е висока цена? Проверете. Ако може да кутија цигари да е 200, 150, не е скапо. Ви продавате краставици, киви, банани, портокали и така натаму. Колку имате заработка од 1 килограм? Било кој производ? Маре, не се е важно. Протокол го работим на 5 денара моментално. Затоа ве прашам. Затоа ве прашам. Моментално Тој на има 5. добра цена за потрошувачите, На 5 50, денара 60 го dinara. работим. На таа цена го направат. Заработка 5 денара. Значи немате никаква маржа пак. Нема тоа, е слаба маржа. Да се троши. Што најмногу се купуваше денеска? Денеска, повеќе портокол. Вие сте познати на пазарот по продажбата на компир. Да, Овде пишува Беровски компир. Не висте ли Беровски на компир? вистина. Баш од Берово. Не е баш од Берово, од целата од Берово. Може ли на потрошувачите да им кажеме колку сорти на компир има? Има повеќе сорти. Кој е најубав според вас? Викат порано, Агрија беше, сега е Мелодија. 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 Што продавате вие најчесто? Компир, морков и кромито. Кој е сорт? Мелодија. Мелодија. Значи, тоа што ќе го продадете со ова момче овде, Да, тоа ми е син. тоа ти е син, колку години со ова син? Како мислиш? Колку години е со ова? Продаваме ли? Да. 40, сигурно. Добар ден, може ли вас да ја прашаме како е вашиот коментар за продажбата на стоки на големо и на мало овде? Секој што е слободен, нека дојде, нека проба, ќе види. Тешко или лесно? Па, мислам дека е лесно. Зависи како ќе придеш на работа. Дали цената на компирот во Кабадовци растела или паѓа? Тука со се таа цена се движи, таа е, не е да се... Од секојаш било во време таа цена. Потрошувачката зголемина намалена. Се е исто, не е стандардно, нема ништо, ни повеќе, ни помалец. Тука е, се е исто. Не се смени. Некои се жалат за намален промет, дали е веќе така? Сега јас за нас си кажувам, така ли е? Да, За другите не знам, кажувам. Тешко ли е да се работи во земјоделие и да се прекупува и да се Тешко е да продава? ти кажам. Тешко е, Тешко е. тешко е. На колку часа стана на пазарот да дојдеш? 4 па. У 4:30 дојде. Кога беше готов тука со Тука ти седувте саме. без разлика дали врне или грме Еми назад? сега нема, тако е. Пазам. Помага ли ова што пазарот е Помага, покрие? помага. Убаво е, покрие си, не те врне, слънце, лето, не те пече, нели? Како не помага, тамам работа. Многу убаво е тоа. Со мајката сами продавате. Сами. Тешко ли е? Имате ли некој друг шанса да вклучите во овој бизнис? Како? Дали можете друг да вклучите, друг човек? Нема потреба, доволно е. Тегаш на двете страни сме. Нема потреба. Малите не сакат. Помладите не сакат. Малите не сакат. Децата не сакат, внуците не сакат. А да ще имате млади деца, никаде не се. Ама кој сака тоа да работи? Неговите деца не се ме клиза на пазар. Ич, Дали е скапа тезгата? скапа. 2500. Ова 500 е од нова цена, од нова година на. Не од секој што на стартот беше 2500. 2500 dinara. А сад исто 200 кажа. Висока ми е цената. И за да ја одржувате, треба да ја платите Треба за цела година. месечно. Сечно е 2500 денара едната, двете 5000. Колку давачки имате додека го продадете ова и на крајот? Колку останува чисто заработка за вас? Маријанче, кој видел? Не Не мора- останува многу, нема А многу. тоа сакам да речем. Нема многу, да си испазаруваш за дома. Како додатно занимање. Како додатно Е занимање. така, ето, инаку за работовачка. Не зашто ние сме мали тука колку за нас, за наши потреби, а има големи трговци.
по-големи цени, скъпи се биват. Скъпи продукти, скъпо. Добре, бидете и вие големи търговци, не можете ли да бидете? Не можем, ние сме по-компли познати. Ова година имахме добар род, али не удари малко градот и со послаб Пазете, квалитет. кои сорти на ябълка ги имате? Па имаме Грейсмит, Айдер, црвен делишен, златен, Добро. Муцо и Чадал. От коя сорта сте най-много задоволни ова година? Ова година од Чадалот, црвениот делишес и Муцото. Колко хектари имате повършено? 5 декара и 800. 5 и 8, скоро 6 декари. Дали е това много или малко во производството на овој вид на овош? Па може и повеќе, али сега за сега ни толку. Кога би видела можност, дали би посадили уште ябълка? Дали е тежко производството на... Па тешко е Тешко е. производството, да. Има Кое- работа, кроењето е доста тешко. Коя операция според вас е най-тежка? Кроењето. Кроење. Со кога работите на повършините под Па ябълка? со момче, со сопругот и со синот. Ви помага? Да. Цяло производство го продавате овде? Да. Днески имаш от все по-нещо. Има морков, младо кромица, рупички, марула, млада зелка, кромит, цвета. Имаме от все по-нещо. Добро е днеска недела малци Вие по-отвърливе. не сте много скъпи. Днес, 50 денара парче, млада зелка. Това викме пролетна. По-големите са 10 денара. Марула 2 за 50. Имаме Колко я купувате тук? Колко я набавувате? 50 кил, това е тук. Имаме 10 денара. 10 дена. Кажете ми, дали овие пари ви са значени за вашия живот? Како не са значайни, и много значайни. Мала Значайни пензия. да имаме ключи, мали пензии и мора некој допълнителен фонд да има. Како коментираш нашия пазар? Нашиот пазар е добар, само гледай се е со бели глави, нема младина, ни да продава, ни да купува. Народот е иселен, тоа буквално е иселен. Сега, тоа е, не сите викат, двојци сме дома, дај ми полу кило. Тоа е. Или на парче, едно парченце. Немаме тајфите си изукидува. Останава само старите луѓе. Колко време сте на пазарът? Па скоро 20 години. 20 години. 20 години. Как се викате? Димо. Диме, кавадачани, скържави луѓи си или дрежни? Слушај. Не се скажа. Не си. Не. У целина не. 2 за 30. Кога най-много трошат пари? Пензиите. 15 до 15 и тука, после 15 и шарени. Скапа ли е таксата? Скапа. Не е скапа, ама нямаме водачки. Инче не е скапа. 2 илдарки и 2 илдарки, тая 4 илдарки. 5 стотки паркинг. Уја па 600 денеска и имаме или давачки. Чесиња без пари даваме само ни. Голем маркетите наплачени и так без пари. Имате ли постоянни мущени? Имам, ја немам проблем. Добро. Аз те познавам дълго време, никога ще се пожелал за... Не, нема потреба. Јас сум честен и си имам муштери, нема проблем. Колко време сте на градска зелен пазар? Около 30 години. 30 години, това е много време. Много. От младост до старост. Да. Сега сте пред пенсиониране. Не. Немам стаж ни еден ден. Реков дека сте со годините пред пенсиониране, меѓутоа Да. немате ли стаж? Немам. Имате ли сила да купите стаж да имате пензия? Не. Не се може. Не се може. Не се може. Та- Вашата единствена екзистенция е овде на пазарот, така? Кажете ми нещо, каква е состојбата на градското пазарище у Кавадарци? Тешко се обстанува. Нема потрошна. Со малку се работе, само за леб и за лекови. По колко ставате, например, от доматите? 15 денари, 12, 9. Немате заработувачка голема. Немаме много. А вие сте овде со сопругот, нели? Да, со сопруг. И двајцата сте без стаж? Зима, најмалата. Минимална пензија. Минимално. И секое утро доаѓате кога има пазар, ги носите физички овие работи овде да ги продават, така?
Да, До кога така? до последниот ден. До кога? Немате ли друго чаре? Не можеме да се снајдеме. Тешко да се снајдеме. Инаку живеете во Квадрец, така? Во Кавадарци живееме, Што ќе ни кажете вака за потрошувачката во Кавадарци? Дали кавадарчани се скржави или не? скржави не са, али толкави се условите. Сите се мала, плата Сите ли мала, прашуваат? пензија. Сите ли прашуваат за цените? Сите прашуват, сите се жалат. Се му е скапо. Освен Кавадарци, дали одите и во друг град? Одиме во Струмица по роба. Вторник са бајле во 3 ставаме. Така? Дедо вози на 70 години. Јас сум со него секој пазар и сабота сме во Струмица. Робата да набавиме. Тешко креваме, тешко дигаме, килажа голема, сила немаме. Само во Струмица ли одите во Неготино? Не, Неготино се откажаме. Скапа ли е чиријата за тезгата? 2,5 плаќам тезга, 2.500, плаќам 500 денари управа за приходи и плаќам 500 денари колата што ми стои во гаражата. Тоа ви се месечни давачки. Колку вкупно? Па тоа 2,5, 3,5. Висока ли е таа цена? Високо. ВЦ-то го плаќаме 20 денари, 15, 3 пати да појдеш, едно кафе, еден джеврек да изедеш. Кога ќе се покриеш? Меѓутоа, вие сте многу вредна жена. Немате 60 години се уште, меѓутоа годините ве газат. До кога вака? До кога? До кога ќе можам? Како денеска пазар? Днеска недела добро е. Рековте во недела повеќе пазари. Да, слободно сите луѓе. Не се на работа и така. Даваат ли пари кавадарчани? Да, Дават. да, забава роба дават. Вие имате ретка и квалитетна роба. Да. Од каде ја набавувате, рековте? Од Гилгелија, од Валандово, Прилеп, некој свинему Скопје и така. Дали водите сметка понекош да имате здрава роба? Добра стока. Најубаво. Најубаво. Обавезно. Без разлика на процентот на вашата заработка, односно дали ќе се продаде. Одем по мала маржа така да сите бидат задоволни. Вие сте познати на пазарот дека ставате многу малку за вас. Да. Од 10 до 15 динари туку одим. Некош ви имам забележено на некои посиромашни му давате и така, џабе. Да, да. Од каде таа христијанска доблест да бидете хумани? Секој не може да плати, ќе му дадат што да му. Да, секој може да плати. Ви помагаат вашите другари? Помагат. Зошто доаѓате овде? Па да му помагам на другарот. И малку да поминете време на пазар. време на пазар. Пазарот вела дека е за купување, меѓутоа и за разоната. Дали е? Да. Дали е тоа точно? Некој шета, некој купува, кој и како. Може ли да ни кажеш неколку збора за ова? Брокек. Уварат. И така за месец. Кој како го... Зошто служи? За некој... За салата за некој. Чиста с некој. Обично за салата. Гледам дека имате и трупки од сите видови. Да. Ова е Црна трупка. добро. Таа е ликовита, телераба има. Или джулабија викам пилепчани. Што е ова чудо? Тоа е дајкун. Како морква, не морква. Да. За салата е дајкун, да. Добро. Ова што е? Тоа е роква. Бела роква. Ова? Цвеко. Тоа може. Ова? Джумбер. Пашканата. И целе. И целе, да. На градскиот целен пазар во Кавадарци многу ретко се наоѓаат овие производи. Повеќе се садеа сега послабо нешто, нема толку. Не е толку застапено. Нема традиција, меѓутоа добро е да се јаде. Дали консумирате вие од оваа роба што треба? Обавезно, секој век. Кога одите Слободен, да. да пазарувате од на голема, Да. ги прашувате ли дали е многу третирано со препарати или не? Не го прашуи, всичко прашуи. Знаете, поне мора да прска, нека прска се извадуи. Сега има и различни препарати. Има различни препарати. Се исплати ли да се гледат типок?
Слушай, Како додатно занимање, да. тешко земјоделие. Знам дека е тешко. Земјоделието е тешко. Земјоделци веќе нема на пазарот. Исто. Тоа е макотрпна работа. Што гледате во пилиште, освен пипир? Па све, и компир, одредуиме, зелка, раз, сите тие работи ги одредуиме. Сами одминувате, сами Сами вест. Сами двајцата. Помладите, Помладите, кој кај знае. не чет земјоделие. Па и ја не му препорачувам да работи. Сакате пари. Дали е време да кажем да се... Да, кажи, слободно. Во лето имав кромит. Доста кромит се стори. 80% го фрли на депонијата. Зошто? За 10 динара не ќе да го земам. Увезија кромит и ние го фрлиме. Ја 6 тона фрлив на депонијата кромит. Ми не мислам ништо сад. Ништо не мислам да сад. Како ќе Ако живеете? посадиш, ќе треба да го фрлиш. Нема на кој да го продадиш. И тога ќе увезат. Најболно е што увезуват. Ние имаме наша роба, а се увезуе. Има ли Македонија сила да произведе се што му треба? Има. Што најмногу? Се може да произведе. Само нема на кој да ја продаде. Тога ќе Како нема увезат. полне пазарот со пазарчи? Тоа луксус. Зависти. Банани тоа, не е тоа. Не мора сега пипер да има зелен. Летто да има, да се ставе зимница. Тогаш да се произведе. Има, ама не се, никој не води рачун од тоа. Рековте, тешко е земјоделието. Тешко е земјоделието, е најмачно. Која операција најтешка? Вчера да го измијам спаначот кога влези дома. Растени измрзнаа, со ладна вода да го измииш, ти спане 200 кг. Знаеш што значи? Многу. Тоа е матна работа. И што правиме сега овие младите си одат од Македонија? Што да кажам? Жалосно. Жалост. Жалосно. Жалосно. Македонија, Ја имам син у Хрватска. добро, Неќе да се замара дома. А дома со секоја машина има. Се има да работи. Ама и го оправдувам. Да го произведеш, да дадеш труд и да го фрлиш. Важно, од земјоделие бега далеко. 2 години кај секоја година ќе продаме па зеленчук. Кромичи, тоа ми е основно производство. Денче, тиква, алисоин, сланутук и зелен и сув и паклиџан. вие сте едни од ретките висински земјоделци. Од кое село доаѓате? Од село Веши. Беше релативно чиста средина. Да, чисто таму нема никакво загадување. Слушам каведаче ве знаат дека сте од Веши и доаѓате Да, сите ме знаат. Јас сум 35 години по пазарите тука и само лично моје производство продавам. Кажете го вашиот коментар за пазарот. Пазарот е средно. Човек може да ако работи повеќе, да среден живот да има, да нема многу да спечали, ама нема да и без леп да остане. Како додатно занимање, да, додатно. Да. Какво производство оваа година ќе биде? 2 година што помина беше малце по-лоша годинта суша, но средно може да се каже. И сега за напред паме е спремано, садено се, изорано и па се припреме за па да почне за производство. Многу разочарани земјоделци овде на пазарот. Не очекуваат многу од земјоделието. Како е вашето мислење? Јас сум прилично оваа го работам 35 години, малци одмерак. Сум навикнат на земјоделие, друго нема бива, школа не заврши, повеќе земјоделие си терам и така планирам до пензија. Младите, кој Германија, кој Австралија, остана сами. Со невеста, двојсте сме регистрирани земјоделци, си плачени за пензија и така не е планот. Додека можеме да не одеме нигде, тука ќе останеме во Македонија. Уште колку до пензија? Па има уште 10 години. Значи ќе работите? Ќе работим, ако надржи здравјето, ќе работиме тука на пазарот. Сите поздравувам моите ще и што не ми се муштери, што ми се муштери, ма познават доволно. Која има повеќе роба, ода ми не готиност. Која по-малце роба годината, повеќе тука су кавадаци.
Вие сте били присутни на стариот пазар и новој. Да, и на стар 35 години су на пазарот. Каде е пубаво, новој или на стариот пазар? Пазарот е тука за мене многу поубав од порано што беше, покриен, не наварне. Летно време не е многу жешко. Да кажам, сум многу задоволен што направија вака покриено и отворено. У Неготино се прави, ама многу мали простори, вие многу е поубав од Неготинскиот пазар. Правиме разлика меѓу неготинци и кавадарчани, кои се подобри? Исти се, слични. Слични, нема подвезени, слични. Кажете ми од каде ја набавувате робата и дали се задоволни од продажба? Робата е сета од Анси Фреш од Неготино. Квалитетна роба, продажба многу добра. Вие никогаш не сте незадоволни. Никогаш, се сум задоволен. На што се должи тоа? На поштеност и честност. Вие во зима имате летна роба. И зимо, и лето, имам роба и квалитетна. Колку е тешко да се биде постојан на пристап на пазар? Много тешко, ама мен не ме тешко. Сам ли работите на оваа работа? Сам работам и преку неделата ми помага сина. Толку немате помош? Нема. Бидејќи тебе се крене. Се крева, сега нема лесно ништо. На кој пазар одите? Неготино, Кавадарци и Градско. У неделата од 7-6 дена сум на пазар. Тварно? Треба и да ја набавите робата да ја донесете. Зимам од Неготино, од магазинот, продавам за него и сум многу задоволен и фирмата е многу добра. Кажете ми, ставате ли многу за вас маржа? Маржа ставам колку да преживееме. Што е најмногу се троши овој период на година? Квалитетна роба се троши. Без разлика. Без разлика, кој што му треба се троши. И мандарината малку скокна од 50 на 80-90 денари. Се квалитетот зависи. Ако имаш квалитет, поскапо. Ако продаваш неквалитет, нема ни голема цена. Дали тоа пазарот го диктира? Или големите? Муштериите го дадат. Тие што сака убава роба, си сака по-квалитетна. Тие што поси роба, сака по-грда роба. Кај вас се е прва класа? Се е прва класа. Нема ништо втора. Сакам да кажам, има муштерии за прва класа и втора класа, така? Има муштерии претежно за прва класа. Ај малку да се задржим тука. Значи има луѓе што така да купат скапа роба. Не е скапа. Сега мала е разликата со 10 динара, али квалитетот е многу подобар од поевтин. Со 10 динари нема ништо да заговатија. Че зима убава роба, че јаде. Сега, например, крставица има наша 150, 160, има албанска 120, 130, мириса не јативол, и афрула. И не взимат. Се взимат наша македонска. Патлижан имаш убав наш македонски од Еко Аза Самантов од Штип. И човек сакат убаво. Сега по-скапе со 20-30 динара. Каде тоа е? Кажете ми за македонското производство на земјишко и овошје. Македонско Која фаза сме сега? Македонско сега моментално има патлиџан и крставица и морков. Тоа е оранжериско. Оранжериско. 150. Оранжериско, да. А другото се е ужасно. Во каква состојба е македонското земјоделие според вас? Лошо. Много скапо производство. Што е Скапо производство, скапи џубриња, скапи нафти, скапо работна рака. Каде тоа? Тоа се тако поскапува кај финалниот производ. Бре, се тоа каде бе сега? Сега не можеш сега џубре каде таму 25 кила, 2,5 илдарки. Каде е водак? Па јас себе вие крставици што изимам од еден пријател едни пати, он годишно троше 900 кубика дрва. 900 кубика и вика, ајде мене ми вика, ако те е скапа робата, дојди нареди ги дрвата, без пари робата ќе те ја дадам. Така ми вика. Ја му викам, не ми е скапо. Само ти да живееш. Кога лично вие
Вас би ја прашал, со земјоделие да се занимавате или со прекупување на роба? Јас со земјоделие се занимаваше и още имам нивија 30 декара, ама не можам да ја работам. Немам време. 8 дана, ајде. Дали би се одлучили да продавате или да препродавате? Така меѓу нас. Да продавам. Да продавам. Да произведете е многу тешко. Ми се пожала за комит за 10 дена или не сакале да го земат. Има ли такви моменти? Има. Јас знам дека една приколица гројзе не можеш да купиш еден убав точок. Убав точок не можеш да земиш со една приколица гројзе. А една приколица гројзе да произведиш, мече ќе родиш. Колку според вас ова година да треба да биде гроздето? Гројзто у Хавадарци, ја го продавам и маше убаво, ама сега се за квалитета. Гројзе под 50 динар не се исплаќа.